Само со зголемување на парите кои што државата ги одделува за регионите ќе се овозможи рамномерен развој, велат од југоисточниот плански регион. Без сериозни средства кои би се слеале нема да запре миграцијата од село во град и од помалите во поголемите градови, оценува Ѓуркова. Токму така, оваа борба ја водиме веќе 10 години. Беше планирано 1% од брутодомашниот производ да се влева баш во програмата за рамномерен регионален развој. Централната власт се уште тврди дека тие пари се дават, меѓутоа се дават многу централизирано. Не се дават директно на регионите и на општините. Според мене, значи секогаш треба да се следи од долу кон нагоре. Тие луѓето што треба да одлучуваат што е потребно за регионот се луѓето токму тука. Од Министерството за локална самоуправа велат дека иако планските региони се формирани веќе 10 години, сепак разликите меѓу регионите, но и меѓу урбаните и руралните средини само се продлабочуваат. Во мандатот на оваа влада средствата за поттикнување на рамномерен развој се зголемуваат секоја година. Во 2019 година овие средства се зголемени во однос на буџетската 2017 година скоро двојно и изнесуваат околу 423 милиони, односно околу 7 милиони евра. Денеска во Струмица се одржува меѓународна конференција за рамномерен регионален развој, на која се разгледуваа можностите, но и искуствата кои ги применува соседна Бугарија во своите региони.